Во рамки на денешната посета на Кочани, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски заедно со градоначалникот Љупчо Папазов и директорот на комуналното јавно претпријатие Водовод Иван Иванов извршија увид на трите значајни проекти кои во моментот се во фаза на изградба. Најпрво направија увид во работните градежни активности на канализационата мрежа кај село Тракање. Во оваа прилика председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски даде изјава за медиумите. Денеска промовираме или ја надзираме работата на три клучни проекти за општина Кочани. Првиот е, како што кажа, делот фекалната канализација за село Тракање, кој што понатаму треба да се приклучи на колекторот во село Мојанци. Понатаму завршните работи на нова, би рекол, широка 8-метарска и долга 1 километар улица Роза Петрова во самиот град Кочани и овде во Грдовци, каде што се заменува практично цевководот од 73 година со нов цевковод во должина поголема од 2 километра, што се користи понатаму за водоснабдување на општина Кочани. Активности кои што во значителна мера ќе го подобрат квалитетот на живот во самиот град Кочани и ценам дека она кое што сме го ветили, она за кое што сме се обврзали и она кое што е корисно за граѓаните сме го наследиле или го наследиле градоначалниците од нивните претходници, ќе го довршиме и ќе го надградиме со нови проекти со кои што сме излегле во за време на кампањата на овие локални избори. Градоначалникот Љупчо Папазов изјави дека овие проекти се од големо значење за општината, а наскоро ќе започне реализација и на други проекти. Денес имавме можност да направиме увид и да промовираме три стратешки проекти кои се во постапка на реализација на територијата на општина Кочани. Тоа е изградбата на колекторот и секундарната мрежа за канализација во село Тракање, со што го решаваме долгогодишниот проблем на ова село и правиме приклучок на фекалната канализација кон пречистителната станица во Мојанци. Ја посетивме и улицата Роза Петрова, која неодема беше завршена со асфалтирање. Во моментот се покрива тротоарската површина и ќе биде во можност граѓаните кои гравитираат во овој дел од градот да ја користат една широка, убава и безбедна улица во градот. Во моментот се наоѓаме на најбитниот проект во моментот кој се реализира, тоа е замената на главниот потисен цевковод со кој се снабдува градот со вода за пиење. Проектот е во должина околу 2 километри. Со тоа ги решаваме проблемите со загуби за вода кои долги години се регистрираа и беа детектирани на овој потек и го менуваме цевководот кој е изграден во далечната 73 година. И останува еден дел од главниот цевковод кој е во должина од 5 километри во наредниот период за кој го имаме изготвено проект да го довршиме и да го реализираме и да го решиме комплетно овој проблем. При денешната посета, председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, градоначалникот Љупчо Папазов и директорот на комуналното јавно претпријатие Водовод Иван Иванов ја посетија и улицата Роза Петрова, каде асфалтирањето е завршено, а работните активности на тротоарите се во тек и направија увид во работните активности при замената на потисниот цевковод во село Грдовци.